Сдруженијето за правата на ромите во Штип во континуитет работи на проблеми поврзани со подобрувањето на животот на ромската популација. Истражувањето од проектните активности на ова здружение покажуваат дека се уште проблеми има со пристапот на информации за ромската популација кога се работи дека ќе бараат помош од некоја институција. Ние секојаш презентиравме наши активности, наши проекти и така натака поврзани со самата ромска популација. Еве денеска имаме можност и да разговараме на тема која е поврзана повторно со нашите активности, но во делот на имплементирање на активностите од страна на државните институции. Значи, жално е што се уште можеме да констатираме дека ромите немат доволен пристап до самите институции или пристапот е ограничен до самите институции, со тоа што нели државните администратори, државните работници не целосно и не секогаш ги прифаќаат соодветно ромите во пружењето на услугите во кои тие работат или во кои тие имаат потреба. Османов нагласува дека и по 2 децении работа на Сдруженијето за правата на ромите, проблемите со говорот на омраза и пристап за информации се присутни, а ова сепак е нешто што покажува дека ромската популација е на маргините се уште. Жално е што се уште и после 20 години можеме да разговараме за нееднаков пристап и нееднаков третман на ромите од страна на институциите. Со тоа што ние преку нашите активности, преку нашите проекти спроведуваме активности како за ромската популација, така и за јавните службеници кои имаат директни контакти со ромската популација, работевме на активности за развој на нивната свест, за на кој начин да ги прифатат, на кој начин да бидат услужени и така натака, но за жал се уште пристапот на ромите е отежнат во институциите, се уште ромите не добиваат соодветни информации за решавање на нивните потреби и мислам дека се повеќе и повеќе зема замав говорот на омраза врз Она што Сдруженијето за правата на ромите во Штип волонтерски во континуитет го дава за ромската популација е бесплатната правна помош и сите оние кои имаат потреба од правни совети можат во канцеларијата на Сдруженијето да ги добијат и стручно да им биде објаснено каде и како да бараат помош.